Сите 4 дечиња од Димо Хаџидимов кои имаа потешки симптоми на гадење, стомачни тегоби и температура, поради што повеќе денови минаа во болница, веќе се испишани од собите и се пуштени на домашно лекување, потврдува за Канал 5 директорот на детската клиника Реџеп Мемеди. Нови случаи на труење со храна од мусаката и норовирус нема. Сите 4 деца се во добра здравствена состојба, значи после добиениот медицински третмани и соодветната нега, нивната состојба значително се подобри и денеска се пуштаат дома сите 4 деца. Во меѓувреме, дел од родителите на учениците кои велат дека полесни симптоми имале над 180 деца од Димо Хаџидимов не сакаат да ги пуштат учениците на настава, додека не се исполнат нивните барања, за како што велат институционални образложенија и документација дека училиштето е чисто и нема зарази што можат да го загрозат здравјето на нивните најмили. Иако не сакаат да говорат јавно, до Канал 5 испратија допис кој го доставиле и на директорката на училиштето, на кој се потпишале голем број на родители, во кој меѓу другото стои и дека децата досега немале основни услови за лична хигиена, како сапун и тоалетна хартија. Освен повторно земање на примероци од кујната и просториите во склоп на училиштето од страна на надлежните, родителите бараат и план на хартија за ефикасно одржување чисти простории и задолжително подигнување на хигиената на задоволително ниво согласно современи стандарди и прописи, а не како досега училиштето да биде извор на зарази, стои во документот. Директорката на училиштето Лела Николовска по споделените барања на родителите не беше достапна за коментар, но претходно во изјава за Канал 5 тврдеше дека во делот каде што учениците посетуваат настава, досега се направени и редовни, а и вонредни дезинфекции, како и дека во наставата немало прекини. Таа каже и дека за кујната која е затворена со пломба од надлежните и сега не работи, училиштето нема надлежност да постапува, бидејќи посебниот објект што функционира како магацин и кујна е на фирма, економски оператор кој е давател на услугата топол оброк, кој е под кирија. Досега од надлежните кои испитуваа мостри, освен во мусаката најдоа фекални бактерии на чешми, но според анализите на Институтот за јавно здравје се утврди дека водата не била извор на зараза и е безбедна за пиење. Од Агенцијата за храна и ветеринарство велат дека за сега се уште ги чекаат сите останати резултати, пошто ќе одлучат дали училиштето и фирмата која обезбедува топол оброк ќе бидат санкционирани.